уште еднаш добар ден од мене. Повторно имаме разговор во отвореното студио. За наредниве минути се определив, избрав една тема која мене лично последниве неколку години ми беше многу инспиративна да дојдам да одговори. А тоа е, зошто ние, како граѓани на Република Македонија, сме драматично поделени за одредени работи. Дури она што го гледаме со своји очи, за некој е бело, за некој е црно. Или за некој е ден, за другите е ноќе. Конкретно на политичката сцена. Например, престојниот референдум внедела на 30. За едните е чекор прогрес за Европска Македонија, за другите е предавство и капитулација. Или крвавиот четврток, сите го следевме преносот, за едни е патриотизам, израз на висок патриотизам, за другите обид за насилно уривање на уставниот поредок. Или бомбите што беа емитувани, што сите можевме да ги слушаме. За едните беа верни, ја одразуваат ситуацијата за што разговарале и што правила таа власт, за другите беа сечени, лепени и монтирани материјали. Сега, мојата дилема е како или колку групата, не само партиите, групите влијаат на сите вас, на сите нас, да ги формираме личните одлуки. Оваа тема ми беше најадекватна да го викнам Станислав Петковски, психолог, со кој секојаш водам еден фин и динамичен муабет. Добре дојде. Добре дојде, да. Сега, јас за почеток, за инспирација, сакам да ви раскажам за еден експеримент од социјалната психологија, кој во 1951 година го прави Соломон Еш. Ке се обидам вака накуса да раскажам. Собира група од 10 или 20, не е битно, луѓе, но половината од нив се инструирани, се актери, како да кажам, значи, за разлика од другата половина, кој поима нема, нели, кои се останатите. Експериментот или тестот е многу едноставен. Ке замолам режијата да го пушти првиот слайд. Соломон Еш дава 3 линии кои се со различна големина пред овие испитаници. Потоа дава вториот слајд, да видиме, една линија. Прашањето до сите испитаници е: оваа линија со кој е идентична од првиот цртаж, кај што се со различна големина? Ова е толку едноставно, затоа што погледнете, многу е јасно со која се поклопува. Но, првично имале шанса да одговараат вметнатите, овие инструираните. И тие намерно даваат погрешен одговор. Например, ке речат дека еднакво со првата, најголемата линија. Така одговара и вториот. Што е поентата? Иако некои гледале дека тоа не е така, значи го знаеле точниот одговор, тие, за да припаѓаат на групата, го давале погрешниот одговор. Нивното чувство да не бидат, нели, смејани, значи желбата да се припаѓа на една група. Сашо, како ти ке го објасниш сега овој момент? Ја црпев инспирацијата, нели, како што реков во најавата од кај нас. Значи, еве, времињата оние што не гледаат, гледачи имаат став за сите овие работи. Времињата се малку комплицирани и ние ќе се обидеме бочно, некаде индиректно, да им понудиме на луѓево да, ако ништо друго, да може да видат какви све влијанија индивидуата трпи од медиуми, групи Ете така. И така натаму. Испуштив процентиве. Овие се многу интересни. 1/3 од испитаниците тие се поколебале во своите ставови. 1/3. А само 25% никогаш не промениле став, но вели 75% барем еднаш го променил ставот. За да може би да ни биде конструктивна дискусијата, ја ќе се навратам на развој. А тоа е
како се развива, нели, еден, може да се каже, интегритет. Интегритет е многу чуден феномен. Нешто што не достига во нашето општество. Па, да речеме така, некои го поистоветуваат со его граница, некои го поистоветуваат со прагматизам и така натаму, како и да е. Интегритетот е сложен поим и во него некако се фокусираат десетици црти на личноста. Од друга страна, ќе зависи исто, за тој развој на тој интегритет ќе зависи воспитувањето и образованието и контекстот во кој една индивидуа живее. Кои индивидуи се подложни на прифаќање на групното мислење, иако му се коси со она што го гледа и слуша? Значи, индивидуи кои имаат проблем со чувството на припадност прво во својот базичен семеен систем, тие ќе имаат потреба да пронајдат некој друг систем во кој тие ќе припаѓаат. Генерално, ако земете, нели, па и историски, кога ќе гледаме, Македонија уште од своето основање припаѓаше групно на сојуз на 6 републики и 2 покрајни. Значи, како макросистем, таа групно припаѓала. Имала тенденција и пораснала како држава, али како единка во федерална некоја средина, пораснала внатре во групата, ама како макросистем кој прифаќа групен систем. Сега подоцна со распадот на Југославија, тоа не се случи. Одеднаш, нели, оваа држава беше сама и може да се каже дека малку збунувачки беше. Јас знам, во тој период имав дилема, нели, до 90-ти не учеа на независност, на припадност во група на независни држави и така натаму, на сојузи и така натаму, и одеднаш имавме една политика на еквидистанца. Еквидистанца беше негативен поим, кој, ја знам, у една колумна малку го критикував тој период, дека се дистанцираш од другите. Од друга страна имавме една изолација, нели, може да се каже, некаде заради јазик, некаде заради име, некаде заради било кои други емоционални ситуации, што значи на некој начин ние бевме како Македонија, некоја микродржава, мала држава, препуштена, нели, на некој вид само изолација, каде што почнаа да царуваат одредени групи внатре, и кои во тој аспект оној кој најгласно вика и кој најгласно обвинува други и најгласно уверува, оние кои со своето воспитување на некој начин не доживеале да имаат став, некој да им го подкрепува ставот, да ги воспитува за да имаат интегритет. Преку примери што од мали деца, на нашите деца можеме да им кажеме што е став и што е интегритет. Така. Колку овој експеримент се зборуваше дека доколку во групата има личност со интегритет и авторитет, тој успева да ги промени процентите. Но, зависи таа личност со интегритет, гледате и овде. Ако имаме личност која нема интегритет, а е на моќна позиција, таа го профилира својот неинтегритет побрзо, него личноста со интегритет на ниска позиција. Не, муаметот ми е сега. Предходната влада, мислам како да ги имала резултатите од експериментот на ЕШ за пропагандата што ја правеше. Но сега имаме пропаганда и за престојниот референдум, кога се јавуваат ликови со пораки од типот на Меркел, Себастијан Курци, сите врвни државници во Европа. Колку тоа успева во изградување на личните ставови? Сметате дека е тоа кампања која може да даде добри ефекти? Па дава, заради тоа што по прв пат, гледате, ја не памтам некојаш толку многу државници да дошле во нашата држава. Во сите 28 години. И сега, ако сте добронамерен, вие ќе кажете, па важни сме, дошле, нали? Може би да влијаат, ама дошле. Сме им важни. Така. Значи, ако сте добронамерни, тоа ќе го третирате како почитување,
А ако сте злонамерни, ќе го третирате како влијание. Така. Но од друга страна ние имаме партијата ВМРО ДПМН која е опозицијска. Лидерот Христијан Мицковски нели го соопшти на крај ставот по кој рече дека тие оставаат нивните симпатизери и членови да одлучат кој што ќе направи на 30. Дали ќе излезе да гласа против, да бойкотира или за или нели сите опции отворени. Како во една партија која беше позната по војничка дисциплина, ваквата порака ќе се одрази врз луѓето да заземат став? Да, збунувачка е, парадоксална е. Парадоксална е. Па заради тоа што ако една партија зрачи моќ, а исказот е немоќ, онда е парадоксално и збунувачки. И луѓето може да се конфузни, да не знаат што да направат. Но можно е да е, знаете, да биде експлицитен ставот ваков, а имплицитен таков. Видите, луѓето комуницираат секогаш на две нивоа, експлицитно и имплицитно. Експлицитно може да кажеме едно, а имплицитно да порачувам сосема нешто друго. Дали оние поединци од ВМРО ДПМН, како Никола Тодоров, како градоначалникот на Кавадарци, кои излегоа и кажаа поинаков став, нели, дека сметаат треба да се излезе, дека ќе гласат против, ќе има влијание кај одреден број на индивидуи? Сигурно ќе има. Ама ќе има кај оние кои веќе однапред сакаат да излезат, само што ќе имаат поддршка, нели, во тие и тие ликови, и оние што не сакаат да излезат, ќе имаат поддршка во овие други великови. Од друга страна, уште пред месец или два имаше многу луѓе што беа воопшто против било каков договор, било каква промена и било што, и кој да дојде, ме сваќате, тој нема да сака да гласа, ама видите, ригиден став и интегритет тоа не е исто. Во која смисла? Интегритетот е, како да ви кажам, тоа е јасно профилирање на својата позиција во однос на другите. Додека ригиден став има за цел да ме позиционира во однос на другите, ама само преку ставот. Ме сваќате? Значи, некој може да делува многу моќно само заради ригидниот став. И ако го изгуби, онда да не биде моќен. Така. Додека интегритетот е, како да ви кажам, збир на поединости и особености на личноста кои идат во склад со подоснежните и претходните постапки. Значи, кога ќе направиме една историска анализа на било кој, или на макросистем, микросистем, на поединец, ние можеме да видиме низ неговата историја како се движил. И не случајно, видите и во сериозни фирми, луѓето бараат CV, ама бараат и препорака, за да видат како се движел поединецот и дали тој во својот живот, нели, правил големи заокрети или големи искршнувања кои можеби немаат врска толку со интегритетот. Пак ќе го вратам се малку филмот во периодот пред неколку години, кога многумина беа, се велеше, нели, дека секој може да се купи, кој не може за малку пари, за многу пари. Оние што не можат по никоја цена, како што спомнав процент на луѓе кои имаат свој цврст став, кои го носат врз основа на својата обсервација, можеа да бидат скршени. Дали тоа влијаеше да се замолчат многумина за да не ги најде таа судбина? Па може, ама ви велам, секојаш во една држава секојаш ќе има елементи кои кога ќе ги обсервираме како систем. Системот секојаш има два пола и тие два пола некако за да имаме функционален стабилен систем, тој наоѓа баланс. На механицистичко ниво тоа се вика баланс, на биолошко се вика хомеостаза. На некое друго механицистичко ниво се вика рамнотежа. Но секогаш во било кој баланс, хармонија или рамнотежа, секогаш имате крајни елементи кои крајно, нели, заради својата бунтовност, а не заради верување во одредени ставови, ќе ја земат тезата која е од различните полови. Ме сваќате? Значи, некои ќе бидат екстремно за, и некои ќе бидат екстремно против. Јас конкретно, например, кога беше затварањето на... Само момент, ја ова го велам за да
не дојдат гледачите во ситуација да мислат дека оној екстремно што се заложува за неговиот став дека е тоа интегритет. Да, со тоа, да, но тој што има интегритет, кога ќе му понудат факти, податоци, тој може да ја промени одлуката. Човек со ригиден став, што и да му понудите, тој нема да го промени. Друга ми беше поентава, колку одредени потези на власта влијаат луѓево од некакви рационални причини да се замолчат. Пример, кога беше затворена Ајден телевизијата, која беше спроведена она спектакуларна акција и фешта од апсење. Колку тоа ги дисциплинираше другите медиуми, кои можат да речат собствениците... Неспорно е тоа, бидејќи и секојаш дисциплината во групата се постигнува, така што тој непослушниот се казнува екстремно, и другите за да избегнат казна, онда ќе се приклонат кон прокламираното дека она е најголемото е тоа, вистинското. Односно, на некој начин ќе ја извитоперат вистината и таму вистината ќе страда заради мир во куќа. Во овој период толку доминира омразата во говорот по социјалните мрежи, ама и во јавниот живот. Имам впечаток дека некои живеат за да мразат некого. Како психолошки влијае тоа на еден човек? Нели омразата ви ја труе душата се, јас така резонирам. На некој начин. Ама и ги држи живи. Така? Да. Ако нема љубов, онда е омраза. Значи, прво ќе се мразат, да речеме, бегалците, па албанците, па грците, па бугари. Значи, постојано имате субјект во кој треба да биде насочена омразата. Омразата у позадина, нели, генератор на омразата е страв. Нели, само што омразата е некоја потисната љутина и човек кој не умее низ став и низ адекватна љутина да го изрази својот став или да брани својата его граница, тогаш тој ништо друго не му преостанува туку да мрази. Значи, ме сваќате? Односно, омразата може да предизвика... Шта е потисната? Не се издувал? Ако ве разбрав. Не, полупотисната е. Полупотисната. Да, бидејќи омразата тогаш зрачи како еден дефетизам, нихилизам, негативизам, разни има облици таа омраза. Некаде таа омраза поминува во злоба. Нели, која му посакувам лошо на другиот. Па сите војни овде на Балканот почнуваа прво со ширење омраза кон другата нација. И потоа многу лесно луѓево влегуваа во воените дејства. Пак се, кога ќе се прошири омразата, у суштина тоа значи дека во тој систем нема љубов. А зошто нема љубов? Нема љубов заради тоа што прво тој што е начело тој систем не му е битно. Ме разбирате? Да, например, како? Ако тој што е начело не се грижи за добробит на својот народ, тогаш тој не зрачи со љубов. Ме сваќате? Да, добро. Кога би обсервирале Хитлер, на почеток не беше тој таков. На почеток тој израчеше љубов кон сопствената нација. Значи, се грижеше за луѓето да идат у бањи, да наоѓаат работа, да прават ова и потоа постепено, нели, мислам, со зрачење љубовта прво, нели, во љубов имаш и омраза кон една. Се почнува со љубов, се завршува со омразата. Па, не баш така, него љубовта е нешто што љубов као љубов не е љубовничка љубов, него љубов како еден либидо. Позитивна емоција кон... Таа е многу постабилна во било кои групи, во било кои општества, бидејќи тие се атрактори во комуникацијата. Омразата или драматични онија радикални движења, тие имаат преголема не љубов, туку заљубеност кон себе и омраза кон другиот. И за среќа, докажано е дека таквата љубов, нели, кон себе, заљубеност и омраза кон другиот, не е атрактор во комуникацијата и затоа тие радикални движења не траат долго. Не можат да привлечат голем број луѓе, на почеток може да привлечат и потоа сите тие луѓе се привлечени од други атрактори, нели, кои зрачат позитивна енергија
и идат и останува само мала група радикални. Се сеќавам дека некаде 2001 вие имавте став дека амнестијата за воените злоустройства е преураната. Да. Времето сметате дека бе потврди? Па на некој начин да. Во која да. Еве сега ќе ви кажам. Значи, јас немав ништо против, ја немам ништо против дали да има или не, тоа не беше прашање. Јас сметав дека треба да има, но беше прерано, беше 6 месеци после конфликтот и баш мислам дека го толкував тоа и беше под наслов Заробеници на омразата. Така. А тоа е дека во процесот на оджалувањето, интервенција на системот беше што го прекина процесот природен на оджалување, кој минимум треба да трае година дена. Нели, му вада 9 дена, 40 дена, 6 месеца, година дена и се смета дека во тој цел процес сите 7 фази на оджалување може да поминат, а амнестијата беше токму на пола. Мислите и дека затоа тогаш предвидов некаде дека околу 300 до 500 илјади луѓе во Македонија ќе бидат заробеници на омразата. Значи секоја власт може лесно таа омраза да ја извади да канализира, омразата може лесно да се канализира ако го убедиме тој дека овој, нели, е извор на тоа тебе што ти е лошо, дека омразата во суштина е индикатор дека јас не живеам квалитетно. Така веројатно и на просториве на бивша Југославија, затоа многу лесно после 20-30 години можете да го стимулирате народот да мрази, да наоѓате историски разни факти. И сега еве затоа да речеме можеби дали на пример се помириле србите и хрватите или говорам за регион. Еве Европска унија, гледате, има свои мани, некои сметаат лицемерности, недоследности и така натаму, но генерално процесот е кооперативен. Процесот е интегрирачки и процесот е помирувачки. Така. Дали, например, Франција и Германија, нели, војуваат Втората светска војна, но потоа така почнува Европската унија. 46-та да прават Европска унија, немаше да успеат. Тоа можеби значи, сакате да кажете дека Аденауер и Де Гол, нацијата и германски и француска го помина тој период на морале прво да поминат тие оджалувачки фази, да омразата помине, дека видите, омраза е втора фаза во фазите на љутењето, на оджалувањето. Ме сваќате? И тука ако се направи некоја интервенција, некој стрес, некоја траума, онда човек останува заробен во таа омраза. Особено ако изгубил нешто. Еве, постојаат негативни чувства и кон Грција, нели? Што ни прави Грција, зошто не блокира во добар дел, нели, и така е. Но, колку овој договор меѓу Заев и Ципрас, да речеме, успеа да амортизира дел од таквите негативни чувства? Па видите, мислам дека предолго траеше, 25 години. Што значи сите ги оджалија своите, нели, некои, нели, зашто било вака, зашто било така. И, знаете, во психологијата е многу интересно. Колку и да се некои системи големи, пак на крај се сведува на двајца, на интерперсонален однос. Например, детантот за разоружување немаше да се случи ако Џорџ Буш и Горбачов нема меѓусебни симпатии. Ако има антипатии, колку и да се тераше процесот, можеби немаше да се заврши. Така да и овде во една одредена, како да кажам, во еден временски контекст, каде што, нели, доволно долго помина време, да и во Грција и во Македонија се случуваат некои оджалувачки процеси, нели, сите 7 да поминат и да се најдат, нели, Заев и Ципрас, да се бендисаат луѓето, да имаат еден функционален интерперсонален однос и да може да почнат да се договараат. Како психолог, онаа снимка која беа Ципрас и Заев во Преспа, зрачеше со љубов или омраза? Со љубов. Љубов. Да, и при тоа можевте да видите дека на некој начин дури асоцираа еден на друг. Така. Значи, обично и нас ни се симпатични оние што негде се гледаме себе во нив. Ме сваќа? Така, но од друга страна, мене ова све ми се допаѓа, пошто е можеби цело ова, јас сега као психолог некако политички ангажиран, нити сум политички ангажиран, кооперативноста, да се изразам со семантиката на Европа, на Западен Балкан, негде е како мини
интеграција и кооперативност што тие као искуство имале. И токму и заради тоа мене ми се допаѓа Македонија, како и да е политиката внатрешна со ова, има 350 некои замерки да се прават, но некаде и Европската Унија гледам по нивното доаѓање и фокусот што е дека тие сакаат да профилираат една култура на преговори, на договори и на одлуки. Тоа ќе има жртви, нели, некаде ќе има едни групи незадоволни, други процесот дали ваков таков, но тоа беше договорот со Бугарија, сега договорот со Србија и тие сакаат да профилираат едно однесување кое ќе даде пример дека и државите на Балканот може, нели, да ги закопаат своите ратни секери, да преговараат, тоа е исто така добар психолошки процес, да се договорат и да донесат одлука која ќе ја спроведат и мислам дека е тоа во ред. Последно прашање. Да. На 30 недела ќе излезеш да гласаш? Да, ќе излезам. И ќе гласам и за. Мислам, не е ни тајна, тоа референдум е, ова не е за партија. Ме сваѓате, така да веројатно и сите што ќе излезат, таков ќе им биде одговорот и да, има замерки. Многу луѓе што ги слушам, нели, за замерките, нешто во врска со ова, со идентитет, па некој... Има ситни замерки, но кога би ја погледнал големата слика и кога ќе погледнал фокусот и историската шанса што ја имаме, да, може би некои ќе речат дадовме нешто многу, но кога гледам дека и двете страни, од двете страни има незадоволни, значи договорот е добар. Да беше само еден задоволен, а другиот, нели, така, видите, имаше еден Охридски рамковен договор, каде што едната страна ептен беше незадоволна, другата задоволна, па го преживеавме и еве сега е добар. Така да, ето тоа. Станислав Петковски, благодарам што бевте гостин во 1 ТВ во отвореното студио. Следуваат реклами, а потоа вестите. Александар е веќе во студио.